Каде одела Катица Јанева секој ден од 8 до 16 часот? Очигледно не на работа. Службени лица од Управата за извршување на санкции ја фатија дека го злоупотребува правото на делумна слобода. Службени лица од Управата за санкции пред 2 дена најшле на затворена врата во адвокатската канцеларија на нејзиниот син, каде што беше пријавено дека таа работи преку ден и навечер се враќаше во затворот. Но откако била фатена на дело дека не е во канцеларијата, таа повеќе нема да може да излегува од Идризова. Целодневниот престој и е загарантиран во следните неколку години во затворот. Новиот директор, Александар Пантов, информира дека ваквите злоупотреби ќе бидат санкционирани и во иднина. Во текот на вчерашниот ден имавме анонимна дојава дека осуденото лице Катица Јанева не е присутна во работната просторија, односно во адвокатската канцеларија на синот. Било воопшто ни синот не бил присутен таму. Две службени лица од Управата за извршување санкции беа и го констатираат дека е тоа така, направија записник, тој записник јас го подпишав и е одземено сега тоа право, тој бенефит. За разлика од пред 2 дена, денеска канцеларијата на Лазар Нанев беше отворена и таму екипата на Алфа го начека токму синот на осудената екс-специјална обвинителка. Јанева цели 5 месеци излегуваше од Идризово и тука требаше да доаѓа на работа. Дали воопшто некогаш се појавила и што правила додека била на слобода, засега е непознато. Имало направо повторно да бара, меѓутоа праксата е дека ако некој лице го злоупотребило даденото право, да не му се дозволи повторно. Пред да почне да излегува надвор од затворот, Јанева работеше како библиотекарка во Идризова. Таа е осудена на 7 години затворска казна за случајот рекет.